Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Бубе од градинката 8 март. Денес повторно ќе се дружиме, а и заедно ќе учиме. Денес ќе ви раскажам една приказна, а истовремено и ќе ги повторуваме боите. Дали сме подготвени, другарчиња? Може да започнеме. Едно пролетно утро, додека сонцето високо се креваше над облаците и со своите сончеви зраци нежно не галеше. Пред да продолжам, другарчиња, ајде да ги повториме боите. Ајде да ми кажете каква боја е сонцето. Погледнете, другарчиња, тука на стрелката. Сонцето е со жолта боја. Потоа, другарчиња, каква боја е небото? Погледнете, другарчиња. Небото е со сина боја. А овие прекрасни пуфкасти облачиња, тие се, другарчиња, со бела боја. Токму така, може да продолжиме. Нежно се пробиваше од прозорецот во собата на Мило и нежно ја галеше прекрасното пролетно сонце. Мила веднаш се разбуди, ги изми запчињата, лицето и рачињата и излезе во градината. Но пред да продолжам, како што кажавме, да ја видиме и оваа стрелка. Оваа стрелка овдека, другарчиња, каква боја е? Розева боја, другарчиња, како бојата што преовладува во собата на Мила. Така, другарчиња? Ајде, може да продолжиме. Мила излезе во градината и почна да собира шарени цвеќиња. Ајде да видиме каква боја се цветовите. Ова цвеќе овдека е со бела боја. Ова цвеќе овдека е со розева боја. А сега, другарчиња, да видиме колку пеперутки има. Има една пеперутка, две пеперутки, три пеперутки, кои си летаат во оваа прекрасна цветна градина. А позади на небото има едно прекрасно виножито, кое што е составено од 7 бои, другарчиња. Да, другарчиња, 7 бои. Дали може да ги повториме боите? Црвена боја, портокалова боја, жолта боја, зелена боја, плава боја, сина боја и виолетова боја. Од тие бои е составено ова прекрасно виножито. Може да продолжиме. Мила, како што собираше цветови, наеднаш слушна гласови кои доаѓа од едно дрво и започна да го слуша разговорот. Уф, колку е топло, а колку ќе беше жешко ако те немаше тебе овде, дрвце мое. Ми правиш прекрасна сенка. Соседке моја, а што би правел јас без тебе? Па јас би самувал и морам да ти признам дека сум горд што моето стебло и твојот дом во зима. Да, и за таа работа сум ти многу благодарна. Гледаш, ние еден на друг сме си многу потребни. Но погледни, јас реновирам. Морам да ја подготвам куќичката. Доаѓа пролет. Верверичке, што правиш ти кај мојата куќичка? Дрвце, ова е моја куќичка. И јас живеам тука. И мене како ваш сосед ме заборавивте, нели? Па јас живеам тука. И јас во зима се покривам со сувите лисја паднати од дрвјата, така? Многу ми е мило, соседу Еш. И јас и ти имаме добри односи. И еден на друг многу си требаме. Така ли е? Така е. Но, другарчиња, во разговорот се приклучил и буфот. Дрвце, слушај ме внимателно.
кој ти ги краси гранките? И кој ти чува ноќе стража додека сите спиете? Па ти, бувче, се разбира, и ти си дел од моето прекрасно друштво. Така, додека сите разговарале, Мила уште повеќе се заинтересирала за разговорот. Но во разговорот се приклучил и кој, ако не и прекрасното сино Славејче. Ајде да видиме што рекло тоа. И јас овдека живеам. Дали и мене ме заборавивте? И јас живеам на една од овие прекрасни гранки, а и треба да ми бидете и мене многу благодарни, затоа што јас секој ден ве будам со некоја прекрасна убава песничка. Така? Така е, Славејче. И ти си дел од мојата дружина. Сите ние сме во добри односи, така? Па се разбира дека е така. Во разговорот другарчиња се приклучила и Мила. Ехехеј, здраво на сите! И јас сум Мила. И јас излегов да собирам цветови во оваа прекрасна цветна градина. Но наеднаш слушнав гласови кои доаѓаа од ова прекрасно дрво. Па сакав да видам што се случува. Но јас гледам дека вие сте сите едно големо семејство кое што си живеете сите заедно. Вие сте една голема и сложна дружина. Но другарчиња, јас сега мора да одам. Погледнете, набрав неколку цветови за мојата мајка и морам да ги однесам, затоа што веќе е доцна, а и сигурно ќе ме бараат. Довидување, другарчиња, довидување. И така другарчиња Мила си заминала во својот дом. Да, другарчиња. Ајде сега и овдека да ги повториме боите. Славејчето. Каква боја се крилцата на Славејчето? Тие се со сина боја, другарчиња. А овие прекрасни листови се со каква боја, другарчиња? Со зелена боја. Стеблото на дрвото е со кафена боја, а верверичката својот дом го бои со црвена боичка. Токму така. Се надевам, другарчиња, дека уживавте во приказната што ја подготвив за вас, а истовремено ги повторивме и боите. Но сега јас ќе ви дадам една домашна задача. А вие што треба да направите? Ќе земете еден бел лист, ќе земете дрвени боички или пак фломастери. И сите овие овдека прекрасни животни кои што живеат во ова дрво да ги нацртате. Ајде да ги повториме. Ова е убавата и малецка верверичка. Ова е бувчето, другарчиња. Ова овдека е ежето и ова овдека е Славејчето. Сите овие шумски животни ќе ги нацртате на тој бел лист. Одиме со втората задача. Исто и за втората задача, потребно е да имате бел лист, овдека можете и со дрвени, фломастери, темперни или пак водени боички да нацртате една прекрасна цветна градина и цветовите да ги обоите во различни бои. А сега наред е и третата задача. Како што и сами гледате, на сликата има една прекрасна пеперутка. За да се направи оваа пеперутка, потребно е да имате листови во боја. Потребно е да имате за рокчињата црн лист во боја, за телото на пеперутката бел лист во боја, а за крилцата на пеперутката може тоа да биде црвен, розев, виолетов или пак син лист во боја. Потребно е да имате и лепило, каде што покрај исечените ленти, тие ќе треба и да се спојат. Откако ќе се спојат исечените ленти, ќе добиете една ваква прекрасна пеперутка. Тоа беше све што подготвив денес за вас, другарчиња. Се надевам дека ќе ви се допадне сето ова
и дека повторно ќе се дружиме. Довидување, другарчиња, довидување.